Јас сум Југе Трпески, сопруг, родител на две прекрасни деца и еден од првите регистрирани земјоделци во Република Македонија. Се бавам со земјоделие цели 25 години. Претходно работев во една градежна фирма, но условите беа тешки, платата мала и морав да напуштам. Земав заем и почнав да обработувам земјиште. Работевме заедно со сопругата, колку можеме постепено. Беше тешко, имаше само еден стар руски трактор кој често се расипуваше. Покривавме трошоци од месец до месец и живеевме многу сиромашно. Никогаш не помислив дека ќе можам да ја дадам соодветен живот на своите деца. Да ги пратам на факултет или да можеме да живееме без да бидеме загрижени за нивните трошоци за следниот месец. Тогаш се појави шанса со субвенциите за набавка на нова земјоделска механизација од владата и јас ја искористив. Без таа помош не може да помислам да купам некоја нова механизација. Со напорна работа сега со машините го зголемив производството. Добивам редовно и субвенции за поддршка на производството, а по некое време успеа да обработувам повеќе земјиште. Земјоделието мое заличи на вистински бизнис. Претходно работевме примитивно, мизерно и тешко, и од месец за месец. Сега веќе работиме современо, полесно и со план за иднината, како секој современ земјоделец. Никогаш не се надеав дека ќе стигнам до ова сега, да можам да им овозможам добар живот на своите деца, да им платам за студиите, да соработувам и со професорите, па дури и да можам да оставам нешто од своето знаење за идните генерации. Југе е еден од многуте земјоделци кои преку субвенциите за земјоделска механизација успеа да го претворат земјоделството во добар бизнис. Од земјоделска механизација, преку програмата за рурален развој, набавени се 9746 нови трактори или останата приклучна земјоделска механизација. Воедно, Југе е еден од многуте земјоделци во Република Македонија кои владата во континуитет ги помага со 1 милиарда и 55 милиони евра, преку земјоделски субвенции и уште десетици мерки и поволности за подобрување на нивната дејност. Отчетно, ова е разликата. Вака се сака Македонија.